Добар ден! 28 издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женското предприемништво, кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. И во денешното издание имаме една млада и успешна жена, чиј фокус на делување се жените и нивното економско зајакнување преку поддршка на нивните бизнис идеи. Таа смета дека женското предприемништво е неискористен потенцијал за економски развој. Вие представуваме Јасна Пајковска. Јасна, ни доаѓате од Центарот за управување со промени. Делот на активностите на ова здружение се насочени кон зајакнување на местото на жената, потикнување активностите на жената и женското предприемништво. Како ја оценувате вие состојбата, односно позицијата на бизнис жената во нашето општество, еве во споредба со земите од опкружувањето? Пред се сакам да се заблагодарам за поканата да учествувам на Националната платформа за женско предприемништво. Моето име е Јасна Пајковска, проектен координатор во Центарот за управување со промени. Анализите во Република Северна Македонија покажуваат дека се уште постојат големи родови разлики во предприемништвото. Женското предприемништво се движи околу 25% и тоа најчесто се жени предприемачки во микро и мали бизниси и сектори како што се текстилната индустрија, занечиството и услужната дејност. Она што веруваме дека како бариери и како резултати кои што сме ги добили од истражувањето, дека главните и клучните бариери на жените да се вклучат во приватниот сектор е токму општествените и културни ставови за тоа која е улогата на жената во бизнис секторот, пристапот до финанси, тешката можност да остварат баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот, пристапот до информации, како и пристапот до мрежи на здруженија на бизнис жени. Дополнително истражувањата покажуваат дека индексот на предприемачката активност на жените во Република Северна Македонија е најнизок во споредба со земјите од регионот, што е навистина алармантен податок и доволно силен аргумент да се преземат конкретни чекори за да се направи нешто, се потикне предприемачкиот потенцијал во земјата. Така да може да се надоврзам и на дополнителни истражувања кои што се направени студии на Универзитетот на Харвард, каде што покажува дека жените имаат далеку подобри резултати во однос на мажите кога станува збор за лидерски способности, работа во тимови, иновации и слично. Можеме да заклучиме дека навистина жените се неискористен потенцијал и затоа треба да се работи на креирање на деловна клима која што ќе им помогне да го развијат својот потенцијал. Еден од последните проекти на кои работите се мерки за помагање, за поддршка на женското предприемништво по COVID-19. Што фаќаше овој проект и во кои градови беше спроведено? Во моментот Центарот за управување со промени го спроведува проектот мерки за зајакнување на женски бизниси по COVID-19. И овој проект е поддржан од Balkan Trust for Democracy. Главна цел е да се идентификуваат кои се предизвиците и проблемите со кои што се соочуваат женските бизниси во COVID и да се даде поддршка во надминување на истите преку уведување на унапредени деловни практики, дигитална трансформација, e-commerce, онлайн продажба и слично. Дополнително идејата на овој проект е да се најдат долгогодишни и решенија на долг рок за развој на женските бизниси и да се креираат предлог мерки со кои што ќе се ревидираат постоечката владина политика за поддршка на бизниси во сопственост на жени. Може исто така да нагласам дека една од главните активности на овој проект е 8-месечна менторска програма за 9 женски бизниси од Скопје, Охрид и Битола. Оваа програма вклучува повеќе генерички обуки за сите жени кои што се во оваа менторска програма и тие се однесуваат на дигитална трансформација, дигитална едукација на жените, обуки за дигитален маркетинг, водење на финанси за мали бизнеси,
подготовка на апликации за грантови и слично, но вклучуваат во оваа програма се вклучени индивидуални обуки кои што произлегуваат од идентификуваните потреби на секој од фирмите за понатамошен развој. Исто така, во соработка и под покровителство на сопругата на председателот на Република Северна Македонија, госпоѓа Елизабета Георгиевска, ќе бидат организирани поголем број на настани и активности кои имаат за цел да ги промовираат и да ги поддржат женските бизниси во земјата. Каков е интересот на жените за учество во ваквите обуки и ваквите настани? Интересот секако е голем, затоа што станува збор за обуки кои што се навистина актуелни и кои што им овозможуваат на жените да се адаптираат на новите пазарни трендови и на тој начин да зголемат и профитабилноста и пристапот на повеќе пазари. Пред овој проект што го спомнавме предолго, бевте ангажирани во прекограничниот регион на Елбасан и Полог. Таму бевте ангажирани исто за поддршка и развој на женското предприемништво. Каква е состојбата, што работевте, кои искуства ви стекнавте? Токму така, пред овој проект го спроведувавме проектот развој на микро и мали бизнеси во прекограничниот регион на Полог и Елбасан. Исто така во насока на развој на женското предприемништво. Мора да споменам и да бидам искрена дека наидовме на многу мал број формални бизнеси во Полошкиот регион и тоа повеќе беа бизнеси во занетчиството, односно жени собственички на козметички салони, фризерски салони, кројачки, шивачки салони, изработка на накид и слично. Имаше и жени кои што беа собственички на сметководствени бироа, едукативни центри за деца, градинки и слично. Но евидентно беше постоењето на голем број неформални, односно нерегистрирани женски бизнеси. Ова пред се произлегува од традиционалните норми во општеството и верувањето дека улогата на жената првично е како личност која што треба се грижи за домот и за семејството. Од една страна, од друга страна пак, како што веќе напоменав, тешкиот пристап до финансии, особено што традициите во овие региони налагаат жената многу мал број всушност од жените да имаат имот на собствено име, што секако е предуслов да имаат пристап до кредити и други финансиски решенија. Така да, ако дополниме самата недоволна самоувереност, обезхрабреност на жените и недоволната поддршка од семејството, е причина зошто голем делот од овие жени не се охрабруваат да започнат собствен бизнес. Вие рековте, работите на повеќе проекти во минатото и сега и ќе работите. Кои се ефектите од реализација на вакви проекти? И што во наредниот период, посебно според вас, треба да се преземе за да се надминат некои проблеми? Што ги спроведува Центарот за управување со промени има за цел да допринесат во намалување на родовиот јас во предприемништвото и да зајакнат економската активност на жените. За оваа цел пред се потребно е да се поведат владени политики кои што ќе дадат системска поддршка за развој на жените предприемачки, да се обезбедена поволна бизнес клима и да се даде поддршка во развој на токму на предприемачкиот потенцијал на жените, не да се развијат само постоечките бизнеси, меѓутоа да се основаат и нови бизнеси, да се креираат нови работни места, што секако би довело до развој на целокупната економија во земјата. Во наредниот период, она што ме прашате, во следниот период би сакале да ставиме посебен акцент на обезбедување гарантен фонд, односно полесен пристап до финансии за жените и истовремено да обезбедиме дигитална трансформација и дигитална едукација на жените со цел да им овозможиме поголема профитабилност, како што спомнав, и полесен пристап до повеќе пазари. Колку организациите, особено оние што се занимаваат со женското предприемништво, во случајот и националната платформа за женско предприемништво, помагаат за развој на женскиот бизнис со своји формации, со своји искуства, воспоставување линкови меѓу нив? Ваквите иницијативи се навистина многу важни, затоа што и на почетокот споменав, тоа е една од бариерите за жените да се развијат,
да постојат мрежи на бизнес идеи, да речем, на поврзување и мрежување на жените предприемачки, бидејќи на таков начин со заеднички сили, да речем, дури најмалиот учинок представува еден чекор напред кон остварување на заедничката цел, а тоа е зајакнување на економската улога на жената. Центарот е добитник и награда што ја додели Националната платформа за женско предприемништво, а наградата е за најдобра граѓанска организација или најактивна, како? Токму така, ова признание Центарот за управување со промени го доби како резултат на долгогодишната посветеност и залагање да обезбедиме иновативни решенија во развој на женските бизнеси, особено во услови на COVID. Така што проектите кои што ги спроведуваме беа препознаени преку успешните приказни на преструктурирање на женски бизнеси, кои што го спроведовме во минатиот проект, а тоа е во услови на COVID, кога голем дел од женските бизнеси се соочија со пат на профитабилноста. Тимот на Центарот за управување со промени заеднички нормално со жените успеа да ги преструктурира нивните бизнеси, користејќи ги нивните капацитети и ресурси да се воведат нови производи и услуги согласно на моменталните потреби на пазарот и на тој начин да обезбеди не само опстанок на овие бизнеси, меѓутоа и понатамошен развој и проширување на пазарите каде што настапуваат. Така да горди сме искрено на резултатите што ги и на освоената најка. Така да. А дали некоја сте се соочили со одредени стереотипи, некој вид на дискриминација затоа што сте жена во однос со колегите, со клиенти, со соработници? Така, верувам дека секоја жена, посебно во полето на професионален развој, се соочила со некаква вид на дискриминација, без разлика дали станува збор за градење на кариера во дејности кои што се типични за мажите или можеби паузирање на кариерата на сметка на мајчинството и слично. Значи, најголем дел од жените се соочуваат со вакви предизвици и ние поради тоа и сакаме да помогнеме да ги надминат што полесно ваквите предизвици, им даваме поддршка да се развијат како жени предприемачки, да бидат добар пример и мотивација за останатите жени да го преземат тој следен чекор за да остварат професионална кариера. Лично што мислите вие, дали една жена на иста позиција со еден маж мора дополнително да се докажува за да ги постигнат, да речеме, истите резултати? Да, верувам дека секоја жена треба да вложи многу повеќе енергија, многу повеќе да се докаже. Еве последно што читав, кога станува збор за вложување во нови иновации, инвестиции, доколку презентацијата доаѓа од машки глас и ја презентира маж, многу повеќе инвеститори се спремни да инвестира, доколку презентацијата ја спроведува една жена. Значи, која е таа разлика? Процентот беше негде над 70%, спремност да се вложи повеќе доколку само збор за маж кој што ја нуди инвестицијата. И тоа е еден мал пример колку жената треба повеќе да се докаже и да вложува за да постигне некаков успех на професионален план. И која е вашата порака до младите девојки, до младите жени што сакаат да започнат свој бизнес и да бидат успешни? Така е, за општо за сите млади, пред се би им порачала да веруваат во себе, да вложуваат континуирано во себе и да се надоградуваат. И она што е многу важно, за да успеат во она што го работат, е да експериментираат и да најдат професијата која што ги исполнува и ги прави среќни. Дополнително за сите млади кои што се на стартот на својата професионална кариера, јас лично би им посоветувала да не започнуваат кариерата во големи корпорации, каде што секако подобро ќе ги научат процесите, меѓутоа таму се влегуваат во една голема машинерија. За младите би препорачала да започнат кариера во мали бизнеси, каде што може да ја истакнат својата креативност, да ја развиваат својата визија и да сонуваат.
и секако да се вработат кај работодавци кои што ќе бидат добар пример за нив, кои што ќе ги научат не само како да се издигнат професионално, меѓутоа и како да бидат подобри личности во животот. Јас ви благодарам за учеството во Тајната на успехот и ви посакувам остварување на сите ваши планови во наредниот период. Ви благодарам многу што ме поканите.